Политички двобој меѓу Али Ахмети и Билал Касами се најавува за впонеделник на седницата на Советот на Тетово, откако Дуи побара, а Касами и Вреди прифатија седница на која ќе се расправа за иницијативата за повторена пренамена на имињата на улиците на Тетово, откако Уставниот суд дел од нив ги укина. Извори од Дуи за телевизија 24 на најавата на Билал Касами и Вреди дека доколку се донесе повторно указот, ќе се распушти Советот, им порачуваат уште еднаш да ја видат иницијативата на Дуи. Во нашата иницијатива бараме промена на имињата на 67 улици, не само тие што беа укинати од Уставниот суд. Правнички ова е нова иницијатива, не е таа што беше укината, така што нема основ за распуштање на Советот и избори во Тетово. Вели за телевизија 24 висок партиски функционер на Дуи. Официјално, иако Касами го прифати барањето на советниците на Дуи, Ахмети не се откажува од утрешните протести, за кои велат ситуацијата со имињата на улиците е само една причина, но од партијата порачуваат дека ќе протестираат поради, како што велат, постојаното уривање на Охридскиот договор. Одлуката на Уставниот суд создава важен преседан. За прв пат се преиспитува одлуката што важела и произведувала правни последници 2 децении. Тоа отвара прашање за правна сигурност и за тоа како во иднина ќе се третираат и други прашања поврзани со Охридскиот договор. Од Вреди пак се повикуваат на членот 75 од Законот за локална самоуправа. Како што веќе објави телевизија 24, една од причините за распуштање на Советот е токму повторно донесување на пропис што претходно бил поништен или укинат со одлука на Уставниот суд. Процесот за именување на улици треба да биде демократски и согласно Уставот и законот. Од предлог одлуката која е предложена од Дуи е на финална фаза, од кога ќе се поминат сите дебати, предлози од граѓаните по закон и да се помине и во владата да се даде согласност и после се доаѓа до одлуката која сега е предложена од Дуи. Ако се оди со таа одлука и советниците одлучуваат да ја прифатат, автоматски според некои наши согледувања и од експертите од правната фела кажуваат дека Советот автоматски оди на реизбор. И додека од Дуи и Вреди меѓусебно се надитруваат, од ВМРО ДПМН веќе за телевизија 24 порачаа дека, како што велат, ни на крај памет не им паѓа да толкуваат одлуки на Уставен суд.